Ви благодарам, председателе. Многу накратко, бидејќи сум пријатно изненаден од колегата како успеа да долови моменти за кои што имавме многу долги и жолчни дискусии во просториите на Собранието токму на оваа тема. Затоа нема да се фокусирам на сите забелешки што ги имавме во однос на проектот. Претходно нема да укажувам на моментите каде што беше неизвестно со финансиската рамка претходно дефинирана, несредените имотно-правни односи, недефинираните парцели така натаму. Ќе се осврам многу накратко на делот каде што колегата практично констатира она на кој што треба да бидеме сите задоволни. Дека имаме влада која што е длабоко посветена на стратешки цели, не само на постоечкиот проект, туку го има сеопфатно предвид целокупната слика за развој на државата, посочувајќи ги колегата и неколку други проекти кои што до пред некое време беа само мислен на именка дека можеле да ги направиме, а не само да обезбедиме финансиска рамка и да имаат истите полна динамика. Исто така можеме да констатираме дека реализацијата на овие проекти укажува и на ефикасноста и на подобрената состојба на институциите кои што се вклучени во прв ред на јавното претпријатие кое што покрај сите тековни проекти има доволно приходи, доволно стабилно работење каде што може да посвети поголем акцент на реализацијата на овој проект. И се разбира, пари никогаш нема да бидат доволно, но токму ово излагање кое што бевме сведоци сега укажува колку енергија владата посветува да бидат офатени сите интересни и засегнати страни во државата, а при тоа сите проекти да течат непречено, па дури и со зголемена динамика. Се разбира дека предизвиците остануваат и понатаму, ова се големи проекти, големи тешки моменти во кои што ги пребродуваме, но не случајно можеме да ги констатираме овие позитивни резултати од работењето севкупно на државата. Се надевам дека сите заеднички со еден поширок аспект, поширок пристап би можеле да продолжиме уште посигурно во иднина. Ви благодарам.